Благодарам, почитуван подпредседател. Почитувана колешке. Интересно е да се слуша кога човек брани нешто што не се брани. И посебно ми е интересно што секогаш почнувате со некакво оправдување поради пандемијата. Меѓутоа, ајде фактите да ги соочиме. Не смееме првен да се оправдуваме поради пандемијата, затоа што пандемијата е насекаде околу нас. Не е само во Република Македонија и за овие неколку месеци Албанија направи раст на БДП 5,53%, Косово направи 5,57%, Србија направи раст од 1,9%, а ние имаме негативен раст од 1,7% и секогаш изговор ни е пандемијата. Од друга страна, пандемијата требаше да се намали нејзиниот идентитет во Република Македонија, влијанието од пандемијата, со носење на вакцини, со инвестиции во здравствениот систем, меѓутоа, едно време дури Венко Филипче кажуваше дека само 7,3 милиони евра се вложиле во здравствениот систем во Република Македонија, што е навистина жално, а за вакцините, дури сите бевме сведоци дека тие пробаа и да тргуваат во Хонг-Конг со оние вакцини кои што ги најавуваа од декември, па ќе дојшле во јануари, па во февруари, март и така натаму, и постојано го одолговлекувавме ова решавање на проблемите од пандемијата. И, за жал, тоа е реалната причина и вистинската причина, тоа е поради неспособноста на владата. Не е поради тоа што само во Република Македонија има некаква ситуација. Понатаму, инвестиции за овие неколку месеци успеавме да донесеме само 25,66 милиони евра, во Република Србија имаме 960 милиони евра инвестиции. И тие инвестиции се толку ниски во Република Македонија благодарение на коруптивноста на власта, благодарение на тоа што сме на 111-то место по Transparency International и поради извештаите кои што ги пишуваат од State Department-от. Затоа немаме странски инвестиции во Република Македонија, затоа што инвеститорите се свесни во каква држава идат и во каков регион за да инвестираат. Имаме корупција во судството и така натаму. Бизнис климата никако да се подобри. Вие велите дека сте подобриле бизнис климата и дека ќе им помагате на малите и на средните предпријатија, а за нив го исклучивте намалувањето на ДДВ-то на струјата. Па тие не ги опфати сите. До сега останаа 6200 фирми под клуч со 55.000 нови невработени. Сега поради ненамалувањето на ДДВ-то на сите фирми ќе останат уште толку, затоа што ви им ја намалувате ликвидноста, им ги изголемувате трошоците и тие на крајот ќе морат да стават клуч на врата. Дополнително зголемувањето на цената на нафтата, која што ќе предизвика инфлација и така натаму. Значи не е така како што убаво звучи вие кога велите тоа. Истовремено, само ќе ве молам да си ја довршам мислата, имаме намалување на средствата кои што се предвидени за технолошко-индустријските зони, имаме намалување за економска промоција. Како вие очекувате зголемени инвестиции? Ви благодарам. Контрреплика Бектеши Шакири Фисник е повелете.